Добродојдовте во урбаните вести. Против поранишниот градоначалник на општина Центар и уште 20 други поднесена е кривична пријава за несовесно потрошени над 433.000 евра за изградба на мостот Око. Деталите следуваат по генералната најава. Кривична пријава за поранишниот градоначалник на општина Центар за несовесно потрошени над 433.000 евра за мостот Око. Летово ќе се реконструираат 11 средни училишта во Скопје. Втор јавен повик за обука за оджачари. Против поранишниот градоначалник на општина Центар и уште 20 други поднесена е кривична пријава за несовесно потрошени над 433.000 евра за изградба на мостот Око, со што се уштатил буџетот на општина Центар. Пријавените лица се согласиле да ја надоместат штетата и парите во целост се вратени на сметка на општината на 30 јуни оваа година. Управата за финансиска полиција до основното јавно обвинителство поднесе кривична пријава против поранешниот градоначалник на општина Центар, поранешниот секретар во општината и вработен во секторот за уредување на градежно земјиште, поради постоење на основано сомнение дека сториле кривично дело, несовесно работење во службата. Директорот на Управата за финансиска полиција Арафат Муареми рече дека по неколку месечни истражни дејствија, прибирање и подкрепување на докази, управата успешно го реши случајот што се однесува на изведување градежни работи на пешачкиот мост на реката Вардар Око. Односно, тројцата пријавени при вршење на дискреционо овластување и со пропуштање на должен надзор несовесно постапиле во вршење на своите овластувања и должности, на име ненаплатени 2 банкарски гаранции за даден аванс во износ од околу 8,77 милиони динари, како и ненаплатена една банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на работите на износ од околу 17,88 милиони динари. Со тоа пријавените го оштетиле буџетот на општина Центар во вкупен износ од 26.653.000 динари. Директорот Муареми информираше дека нанесената штета во вкупниот износ од 26,6 милиони динари или над 433.000 евра. Пријавените лица се согласиле да ја надоместат во целост и парите се вратени на сметка на општината на 30 јуни оваа година. Нанесената штета во вкупен износ од 26.653.424 денари или приближно 433.000 евра. Пријавените лица се согласија да ја надоместат во целост, зашто добивме потврда и од општина Центар, дека на 30.6.2018 година паричните средства се вратени од страна на пријавените на буџетска сметка на општина Центар. Управата за финансиска полиција, согласно своите надлежности, продолжува да истражува и други предмети каде има сомневање на злоупотреби на парични средства од буџетот на Република Македонија. Истражната постапка продолжува пред основното јавно обвинителство во Скопје, додека нанесената штета веќе од страна на пријавените се согласија и истите ги вратиле на буџетот на Република Македонија. Значи таа нанесена штета што веќе е констатирана од финансиска полиција, од страна на пријавените е подмирена во целост. Согласно договорот за јавна набавка што го склучил градоначалникот на општина Центар во септември 2009 година и за изградба на пешачкиот мост на реката Вардар Око со правниот субјект Конструктор инженеринг АД за градежништво Сплит во висина од околу 92 милиони динари, како и анексот на договорот со кој вредноста на договорот се зголемува за близу 120 милиони динари. Објектот требало да почне да се гради во јули 2010 година, а рокот за извршување на работите бил 18 месеци, односно заклучно со 27 јануари 2012 година. Поради неисполнување на обврските од договорот, прекршување на рокот за изведување на работите, како и поради неквалитетно извршување на веќе изведените работи во 2012 година, општина Центар го раскинала договорот, а за довршување на работите за изградба на пешачкиот мост била спроведена нова постапка за јавна набавка и бил склучен договор со друг изведувач. Голем број од средните училишта во Скопје ќе бидат реконструирани за време на летниот распуст. Во реконструкцијата ќе бидат опфатени фасадите, столаријата, училниците, а ќе бидат овозможени и услови за учениците со посебни потреби. Денеска започна реконструкцијата на средните училишта во Скопје.
Акцијата за обнова на училиштата стартуваше од гимназијата Кочо Рацин, од каде што скопскиот градоначалник Петре Шилегов најави дека во проектот за реконструкција спаѓаат и училиштата Димитар Влахов, Јосип Броз Тито, Урце Николов, Кочо Рацин, Никола Карев, Боро Петрушевски, Здравко Цветковски, Панче Арсовски, Сарај, каде што е планирано да биде променета фасадата со цел училиштата да станат енергетски ефикасни. Градот Скопје во текот на летниот распуст започнува со голема реконструкција на 11 средни училишта во нашиот град. Ние мислиме на загадувањето и во летниот период и перманентна и константна е нашата работа. Решаваме еколошки проблеми во текот на летото за да немаме многу проблеми во текот на зимата. Еден од овие проекти е и решавањето на енергетската ефикасност на објектите кои што се под надлежност на нашиот град, како што се средните училишта. Во останатите средни училишта во Скопје ќе биде извршена целосна реконструкција на внатрешноста и замена на столаријата, онаму каде што е потребно, а исто така при крај постапката за целосна реконструкција на средните училишта Марија Кири Склодовска и Цветан Димов. Целокупната вредност на овој зафат кој што го води градот изнесува над 60 милиони денари. Во овој момент на крај е постапката за целосна реконструкција на средните училишта Цветан Димов и Марија Кири Склодовска, каде што ќе извршиме целосна реконструкција и именување на ликот на тие средни училишта. Овие градежни зафати кои што ги вршиме во исто време во сите средни училишта ги прави достапни за децата со посебни потреби. Внатре во тоалетните чворови изработуваме посебни тоалети за овие деца. Покрај реконструкцијата, Шилегов најави и комплетно нова училишна зграда за гимназијата Кочо Рацин, но откако ќе се стабилизира финансиската состојба во градот. Конечно, вниманието е свртено кон нас, значи до сега некако бивме помалку занемарени, да, имаме доставено проект, меѓутоа пак ќе кажам со оглед на подобрување прво на условите, а потоа здравје Боже понатаму и доколку со финансиите се овозможи ново училиште, бидејќи сепак е ова едно училиште, средно училиште во оваа општина. Од денеска до 23 јули годинава трае вториот јавен повик за оджачари. Кандидатите за време траењето на обуката ќе добиваат паричен надомест во износ од 9000 динари. Заинтересираните невработени лица може да поднесат пријава во центрите за вработување секој работен ден од 9 до 14 часот. Градот Скопје во соработка со Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Македонија го објави вториот јавен повик за спроведување обука за професијата оджачар, а сите заинтересирани треба да се пријават најдоцна до 23 јули годинава. Како што информираат од град Скопје, обуката ќе трае 3 месеци, а по нејзиното завршување кандидатите ќе изведуваат секојдневна практична работа во реални услови кај работодавци во време траење од 1 месец, доколку како спроведувач на обуката се стопански комори, занаидчески комори и средни стручни училишта. Доколку спроведувачи на обуката се приватни компании, практична работа во време траење од 1 месец може да се извидува кај истата приватна компанија. Кандидатите за време траењето на обуката ќе добиваат надомест од 9000 динари месечно. По завршувањето на обуката на секој кандидат покрај сертификат ќе му бидат обезбедени основни материјали за отварање сопствен бизнис и известно вработување, имајќи предвид дека чистењето на оджаците ќе биде субвенционирано од градот. Заинтересираните невработени лица може да поднесат пријава во центрите за вработување секој работен ден од 9 до 14 часот. Детални информации може да се добијат во работните клубови на центрите за вработување, како и на веб страниците на Агенцијата за вработување на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика. Ова е втор јавен повик годинава, додека кандидатите кои што се пријавија на првиот повик во моментов ја посетуваат стручната обука. За оваа цел годинава градот Скопје предвиде 10 милиони динари за субвенции за чистење на оджаците. За подсетување, во Скопје има само 8 регистрирани оджачари, а 45% од вкупниот број домаќинства во Скопје се греат на дрва, што е 1/3 од уделот во вкупното загадување на воздухот во градот. Според некои податоци во Скопје има над 60.000 оджаци, што многу ретко се чистат, а општо е познато дека неисчистен оджак загадува најмалку двојно повеќе во споредба со исчистен. Оваа мерка, како што посочуваат од град Скопје, е само дел од чекорите што ги преземаат за решавање на проблемот со аерозагадувањето во зимските месеци.
Ке се гради или не камп за мигранти во Карпош? Опозицијата со документи ги потврдува своите сознанија, додека власта демантира со образложение дека наместо за мигранти, објектот што ке се гради ке биде наменет за бездомници. Македонската, а пред се скопската јавност, деновиве е заинтригирана од информациите за изградба на приватен центар за странци, односно мигрантски кампови во Скопски Карпош. И додека власта и опозицијата и понатаму се препукуваат и даваат различни информации, граѓаните се уште не знаат кому да веруваат. Од една страна, постојат документи кои покажуваат дека Агенцијата за планирање на просторот до повеќе државни институции испратила барање за податоци и информации во врска со изградба на приватен центар за странци. Барањето е испратено до општина Карпош, до град Скопје, до Министерствата за транспорт и врски, за внатрешни работи, за култура, Агенцијата за катастар, МЕПСО и Евана. Од друга страна, се пожестоки се демантите кои пристигнуваат од сите страни и во кои се вели дека станува збор за изградба на приватен центар за бездомници, а не на мигранти. Од општина Карпош, каде што треба да се гради приватниот центар, велат дека општината нема примено никаков допис во вид на барање информации и податоци за доставување државно урбанистичко планска документација за приватен центар за странци во Бардовци од страна на Агенцијата за планирање на просторот. Целосно ги демантираме информациите кои се пласираа во медиумите дека ваков приватен центар ќе се гради во Бардовци. Општина Карпош исклучиво обстојува на определбата за плански развој на локалната самоуправа, а приватниот центар за странци не е дел од планот за развој на Бардовци или на било кој друг дел од Карпош, се вели во демантот од општина Карпош. За одговор се обративме и кај градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој децидно ги отфрла тврдењата дека во Карпош ќе се гради камп за мигранти, иако сепак потврдува дека објект ќе се гради, но за бездомници. ДПМН-ето и дел од медиумите ги бегалски кампови во Република Македонија градат последниве 2 години во моментот кога криминалното раководство на таа партија почна да го губи тлото под ногата, под нозете, со цел да себе си се спаси од затворските казни и да направи хаос и страв помеѓу народот. Во градот Скопје има 452 бездомни лица. Капацитетот во Бизбегово во моментов може да згрижи околу 80 од нив. Заедно со Министерството за труд и социјална политика работиме на зголемување на тој капацитет. Тоа е нешто во што ние како град и Министерството за труд и социјална политика партиципираме. Да дадеме можност на нашите сограѓани кои што животот ги однел таму да останат бездомници. Секој човек треба да биде помаган. Очекувам дека граѓаните, очекувам дека оваа човечка димензија нема да биде злоупотребувана за политички дневни спинови. Тоа значи дека во Визбегово ќе го прошириме капацитетот за бездомни лица. Уставниот суд на Република Македонија донесе одлука со која се укинува деталниот урбанистички план за општина Карпош. Од општината вела дека станува збор за ДУП кој беше донесен во несоодветна процедура, при што беше загрозена транспарентноста на целата постапка и учеството на граѓаните во истата. Врз основа на поднесена иницијатива од страна на граѓани и приложени дополнителни докази од општина Карпош, Уставниот суд на Република Македонија донесе одлука со која се укинува деталниот урбанистички план на опфатот помеѓу булеварот Партизански одреди, улицата Московска, булеварот Македонија и булеварот 8 септември. Станува збор за детално урбанистички план кој беше донесен во несоодветна процедура, при што беше загрозена транспарентноста на целата постапка и учество на граѓаните во истата, информираат од општина Карпош. Во насока на подкрепа на иницијативата пред Уставниот суд, општината поднесе конкретни докази, меѓу кои и извод од веб страната на општина Карпош дека не е објавена одлуката за неспроведување на стратегиска оцена, која претходи на донесувањето на деталните урбанистички планови. Од општина Карпош велат дека ќе ја почитуваат одлуката на Уставниот суд на Република Македонија, со што се запера спроведувањето на овој детален урбанистички план и сите идни чекори ќе бидат во согласност со правните последици кои ги произведува оваа одлука и позитивната законска регулатива. Тоа практично значи дека во претстојниот период општина Карпош ќе пристапи кон изработка на нови детални урбанистички планови кои ќе бидат носени во консултации со стручната јавност и засегнатите граѓани.
Исто така во новите детални урбанистички планови ќе бидат запазени сите стандарди и услови за поставување на зеленило и зелени површини, како и за обезбедување на поголема хуманизација на просторот, додаваат од општината. Се кастрат треви во ботаничката градина и во живеалиштата на животните во состав на Скопската зоолошка градина. Покрај тоа, со цел овозможување на поголема хигиена, јавното претпријатие Комунална хигиена донираше 50 корпи за отпадоци. Екипи на јавните предпријатија Паркови и зеленило и Комунална хигиена започнаа со расчистување на високите треви, живеалиштата, како и ботаничката градина во зоолошката градина, а се чистат и пешачките патеки од плевел и отпадоци. Јавното комунално предпријатие Комунална хигиена донираше и 50 канти за отпадоци кои се неопходни за зоолошката. Ова е првиот чекор од проектот Европска зоолошка за Европско Скопје, а ќе се работи интензивно се до конечно расчистување на омиленото каче на најмладите. Напоредно се работи и на нови инвестиции кои ќе придонесат за благосостојба на животните, како и за усовременување на постојните живеалишта, најавија од зоолошката градина. Најдоцна до средината на летото, 2 слоници од зоолошката градина во близина на Брисел доаѓаат во Скопје. Слонарницата е комплетно готова, а може да ја видат и се помногобројните посетители. Изградена е на површина од 3200 квадратни метри и се состои од внатрешен и надворешен дел, соодветно поделени за живење на 2 слона. Внатрешното живеалиште е составено од повеќе делови, како дел за хранење и спиење, дел за наблюдување, дел за посетители. Поставени се специјални прегради во делот каде што се чистат ушите на слоновите и ноктите. Живеалиштето се изгради со пари на градскиот буџет. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека во текот на утрешниот ден без струја ќе бидат делови од Киселавода, Ѓорче Петров, Карпош и селото Ајватовци. Делови од Киселавода, Ѓорче Петров, Карпош и селото Ајватовци утре ќе останат без електрична енергија. Регионалниот центар за управување со кризи, повикувајќи се на известување од ЕВН Македонија, информира дека утре од 8:30 до 11 часот без струја ќе бидат жителите на улиците Марко Орешковик и Димо Хаджидимов од број 105 до 126 во општина Киселавода. Во периодот од 9:30 до 11 часот и 30 минути без електрична енергија ќе останат корисниците од село Ајватовци, односно улицата број 4 и делот кон манастирот, додека од 9 до 12 часот дел од жителите од улицата Христо Батанџиев број 51 во општина Ѓорче Петров. Без струја во периодот од 9 до 15 часот ќе бидат и корисниците од улицата Разловечково стание во општина Карпош. До петок ќе преовладува сончево и топло време, кога од попладнивните часови се очекува локален пороен дожд и грмежи, особено на исток и во планинските предели. За време на викендот на повеќе места ќе има пороен дожд и грмежи и ќе дува умерен до засилен северен ветер, кој ќе предизвика опаѓање на температурата за неколку степени. Температурата утре ќе го достигне 33 степен, а во петок максималната температура ќе биде 34 степени. Во сабота 30, а во недела 25 степени. И уште една информација, дел од корисниците на улиците Христо Смирнински, Костурски Херои и Бурка Талевски на булеварот Теодоси Гологанов во општина Центар утре од 10 часот ќе немаат вода, соопшти регионалниот центар за управување со кризи по известување добиено од јавното претпријатие Водовод и канализација. Прекинатото водоснабдување ќе биде поради изведување приклучок на водоводна мрежа на улицата 9 мај број 44 ќе трае до завршување на интервенцијата. Ова беше и последната информација во вестите. Довидување.